Две опции во игра доколку на овие председателски избори не се постигне потребниот цензус во вториот круг. Првата, шефот на државата да се избира непосредно од граѓаните без потребно мнозинство во вториот круг, и втората опција, тој да биде избран во собранието, рече министерката за правда Рената Десковска. Ние имаме препорака од Венецијанска комисија дека цензусот кој што постои во уставот за избор на председател е нешто што не е соодветно и треба да биде тргнато. Значи тоа е препорака која што се провлекува уште од претходните избори. Значи странски експерти веќе забележале дека има нешто што е нетипично во другите земји, кој што на некој начин представува некогаш може да представува опасност за да не може успешно да се спроведат председателски избори, така што менувањето на уставот со цел да се олесни процесот на избор на председател е нешто што е веќе препорачано од Венеција од ОПСЕ, односно од наблюдувачката мисија. Значи има две опции. Едната опција е председателот да се избира на непосредни избори без потребно мнозинство на излезност во вториот круг. Тоа значи кој ќе добие повеќе гласови победува и тука немате можност да минирате избори преку бојкот на избори, а другата опција е избор на председател во собрание. Значи тоа се две различни опции кои што се можни и кои што постојат во компаративното право. Загриженоста за цензусот во последните денови од изборната кампања во првиот круг јавно е присутна и кај 20 лидери и на СДСМ Заев и на ВМРО ДПМН Мицкоски. Тие на митинзите постојано ги повикуваат граѓаните да излезат и да го дадат својот глас. Во уставот пишува дека за да биде избран шеф на државата во првиот круг од изборите, неопходно е за него да гласаат мнозинство од вкупните запишани 1.808.131 избирач во избирачкиот список, односно најмалку 904.066 граѓани со право на глас. Доколку во првиот круг никој не го добие потребното мнозинство, во вториот круг одат двајцата кандидати што освоиле најмногу гласови во првиот круг. За председател ќе биде избран кандидатот кој добил мнозинство од гласовите, доколку на гласачките места излегле повеќе од 40% од запишаните избирачи, односно 723.253 гласачи. Доколку и во вториот круг ниту еден од двајцата кандидати не го добие потребниот број на гласови, целата постапка се повторува.